Добро утро. Се вклучуваме денеска од аеродром, убаво сончево утро, но и помалку студено. Во следните минути ќе имаме можност да го проследиме разговорот со Климентина Илиевски, која што е извршен директор на Асоциацијата за истражување и развој Паблик. Добро утро, Климентина, и добро дојдовте. Добро утро, добро најдов. Имаме убава тема за разговор, а тоа е што за прв пат неодамна беа доделени сертификати за првите 12 социјални ментори. Во овој проект се вклучи Министерството за труд и социјална политика. Може ли ни кажете за што станува збор? Станува збор за промоција на нова професија, значи ментор за работна интеграција, веќе регистрирана професија, препозната во земјата. Она што се обидуваме да го направиме истото да се случи во земјите во регионот, Србија, Босна, Косово и Албанија. Во Македонија веќе е верификувана програмата и менторите кои што помина ни стаа 6-месечна обука и ни стаа верификувана програма, која што подразбира не само теоретски дел, туку и практичен дел, ги добија сертификатите пред 10 дена и на тој начин сега се званично ментори за работна интеграција. Што всушност тоа значи? Каде ќе можат тие да работат и со која категорија на луѓе? Менторите за работна интеграција ние ги викаме агенти за промена, ги викаме мостот кој што овозможува поврзување на делот на социјалата со пазарот на труд. Линкот кој што овозможува лицата кои што се тешко вработливи да ги изнесат од исклученост кон вклученост. Значи, овие ментори ќе овозможат лицата кои што се тешко вработливи да можат да ги препознаат своите афинитети, квалитети, да се развиваат во одредени сегменти каде што гледаме дека имаат потенцијал за тоа и понатака значи да излезат на пазарот на труд. Програмата во суштина подразбира два клучни дела. Едниот дел е работа директно со лицето кое што треба да излезе на пазарот на труд, како што кажав, за да може да ги препознае и развие своите капацитети. А од друга страна, значи, менторот за работна интеграција има една исто така многу суштинска улога да го направи поврзувањето со бизнис секторот, меѓутоа не завршува тука неговата работа, туку подразбира дека тој бизнис треба да биде сензитизиран, што значи создавање услови за инклузивни работни места, да може да се препознае средина во која што лицето навистина ќе може да се вклучи, да расте и да се развива и да функционира во една поддржувачка средина што ќе го овозможи тоа. Така, меѓутоа, каде ќе ги најдат менторите овие лица на кои што ќе им треба ваков вид на поддршка? Дали тоа значи дека ќе бидат ангажирани во одредени институции или како ќе се одвива тоа? Првично, значи, кога го правевме изборот на менторите за работна интеграција, клучно ни беше организациите, односно институциите од каде што доаѓаат, покрај квалификациите што ги имаат, нели, за да може да се вклучат во оваа програма, а тоа е дека тие треба да бидат дел од организација или пак институција која што работи директно со ранливи лица. Така да во групата имаме ментори кои што доаѓаат од институции и организации кои што работат и со лица со попречености, со младинци од улица, и со бездомници, и со жени жртви на насилство, значи широк е диапазонот на ранливи лица кои што, односно на покриеност на ранливи лица со кои што работат овие ментори. И паралелно, значи, во изминатиот период се направи една адаптирана програма која што е изработена во соработка со UN Women, а таа е насочена кон жени жртви на семејно наследство, односно како да се даде соодветна поддршка на оваа група за да може овие жени да бидат соодветно вклучени, интегрирани и задржани на пазарот на труд. Така, почнаа ли веќе да функционираат, односно да ги даваат своите услуги овие ментори? Како што кажав, уште во текот на самата обука, делот кој што беше посветен на пракса, овозможи да тие да се опробаат на терен и да видат како функционира ова на терен и какви резултати во суштина можат да постигнат. И она што им беше овозможено е поддршката која што во континуитет им се даваше од страна на тимот на Паблик. Тоа подразбира супервизори во делот на соодветно мечување со меѓу менторираното лице и менторот, во делот на изработка на соодветни индивидуални планови кои што ќе го овозможат развојот на тие лица и во делот на поддршката во
комуникацијата со бизнис секторот. Како што кажав, овие лица се веќе вработени во граѓански сектор или во институции, каде што имаат можност, значи во секојдневна комуникација со вакви лица и веќе го практикуваат тоа на терен. Она што се разгледува како опција е во соработка со Министерството за труд и социјална политика, како ова може да влезе во систем за да донесе бенефит за една поширока група на луѓе. Она кон што се стремиме е да видиме како лицата кои што се корисници на социјална помош, на гарантиран минимален приход, да полека да ги вадиме од тој круг на сиромаштија, да им отвориме можности и да видиме како преку оваа програма можат и преку социјалните ментори, преку поддршката на социјалните ментори, наместо да бидат на товар на државата, да бидат корисни и за себе и за државата. Ова секако е корисно и за бизнисите, заради тоа што социјалното менторство го амортизира онај недостиг на работна сила кој што постои, веќе се соочуваат дел од компаниите, а и одливот на работна сила од компаниите. Социјалното менторство во суштина создава стабилна работна сила. Значи ги гради индивидуалците, ги вклучува на пазарот на труд и ја дава поддршката дури се на самото работно место. Ова подразбира дека, како што напоменав, и компаниите се подготвуваат во овој дел како да придонесуваат во создавањето инклузивни работни места и како да излезат во пресред со обезбедувањето професионален ментор кој што доаѓа од самата компанија и кој што е поддршка на лицето на самото работно место во однос на развојот на професионалните вештини, меѓутоа и во постојана комуникација со социјалниот ментор доколку се увиди дека потребна е дополнителна поддршка за да може ова лице да се задржи на тоа работно место, заради тоа што праксата покажа дека не е доволно само да кажеме дека сме вработиле одредно ранливо лице, туку важно е тоа лице да се задржи на пазарот на труд. Сега би прашала, бидејќи се работи за 12 социјални ментори, меѓутоа бројот на лица кои што имаат потреба од вакви ментори е многу голем, тоа значи дека еден ментор ќе работи со повеќе лица истовремено? Така, значи нашата методологија предвидува дека еден ментор може да работи со 7 до 9 менторирани лица. Доколку ова, како што планираме, станува дел од системот, секако дека ќе биде потребен многу поголем број на социјални ментори. Тоа е тоа што сега разгледуваме која е најдобрата опција за да се направи тоа. Ако гледаме кон тоа кои се посакуваните општествени системи, значи општествените системи од иднината, значи во нив институциите не ги даваат услугите, туку овозможуваат услови за да се развиваат социјални услуги кои што ќе бидат давани од граѓанскиот сектор. Така да ако се стремиме кон тоа некое посакувано сценарио, тогаш овие лица треба да бидат дел од граѓанскиот сектор кои што ќе даваат социјални услуги во средините во кои што делуваат овие организации и за групите за кои што постојат, имаме различни граѓански организации кои што покриваат широк диапазон на лица со различни ранливости. Клементина, јас тука некаде ќе ви заблагодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Убава е темата, ние ќе продолжиме да се интересираме за оваа тема и се надевам дека ќе го даде овој посакуван резултат за кој што зборуваме. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и за вас и вас за вниманието, за поканата. Ова беше краткиот разговор со Клементина Илиевски од Асоциацијата Паблик, со која што имавме можност да позборуваме за социјалните ментори кои што ќе бидат од помош во иднина на лицата на кои што ќе им треба помош и поддршка за да се вклучат во работните организации.